Во пресред на прославите за време на новогодишната ноќ и божичните празници, ние како Управа за јавни приходи имаме законска обврска да ви информираме за следните работи, кои што се однесуваат на различни категории даночни обврзници. Многу е важно да ги информираме даночните обврзници, да ги исполнат своите даночни обврски точно и навремено, со цел да бидат даночно усогласени. Најпрво тука сакам да ги запознам даночните обврзници, односно угостителите кои што ќе организираат прослави по повод новогодишната и божичната предновогодишни и новогодишни прослави, независно дали тоа се дневни или вечерни прослави, и продаваат влезници во вид на ваучери или резервации, дека имаат обврска да издаваат фискална сметка за продажба на истите. Тоа е согласно член 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања. Од тука произлегува и дека обврска имаат и сите други останати угостители, кои што ќе остварат готовински промет за други угостителски услуги. Истиот треба да го регистрираат на одобрен фискален систем, за тоа треба да издаваат фискални сметки за крајните корисници на добрата. Исто така тука би сакала да ги напоменам, да им укажам на угостителите кои што исто така ќе организираат и музички групи и естрадни уметници за предстојните празници, се разбира, да склучат договори за извршување на повремени и привремени услуги, да го пријават и да го платат данокот преку системот на Управата за јавни приходи. Многу важно е да напоменам дека секој даночен обврзник треба да има истакнато на видно место соопштение со кое што ќе ги информира даночните обврзници, односно купувачите на добра, дека треба задолжително имаат обврска да побараат фискална сметка. Потрошувачите на добра, корисници на услуги, имаат обврска да побараат фискална сметка и истата да ја чуваат до напуштање на местото на прометот на доброто. Тоа е заради контрола. Од тука произлегува и самата обврска дека секој граѓанин има право и обврска да го пријави неуредниот даночен обврзник, односно доколку тој е неусогласен со законската регулатива и не издава фискални сметки. Тоа може да го стори на бесплатниот телефонски број 198 во вид на пријави неправилност. Можно е да Управата за јавни приходи е на терен, врши контроли на терен на територијата на целата држава. За угостителите кои нема да издаваат фискални сметки и нема да бидат законски усогласени, ќе следуваат санкции, односно ќе биде поведена прекршочна постапка согласно Законот за прекршоци, Законот за регистрирање на готовински плаќања и Законот за даночна постапка. Од тука ќе се случува преку издавање на прекршочен платен налог. Со издавањето на прекршочниот платен налог се изрекува санкција глоба. Глобата, доколку даночниот обврзник ја плати во рок од 8 дена, таа ќе се преполови. Меѓутоа, ако не биде платена во законскиот предвиден рок, тогаш Управата за јавни приходи поведува барање до Комисијата за прекршоци и од тука излегува забрана за вршење на дејност која е во рок од 15 дена, се до моментот на плаќање и до отстранување на неправилноста. Во други случаеви, кога даночниот обврзник воопшто нема да се усогласи со Законот за регистрирање на готовински плаќања, при повторна контрола Управата за јавни приходи има можност веднаш да стави забрана за вршење на дејност која што е во рок од 30 дена. Тука би сакала исто така да напоменам и за правните лица кои што се регистрирани даночни обврзници и кои што ќе имаат организирано, кои што ќе имаат закупено штандови за продажба на пијалоци, храна и други производи.
Исто така имаат обврска да воведат одобрен фискален систем на опрема и тоа во доволен број за секоја услуга, односно за секоја продажба да издаваат фискални сметки. Воедно во книгата за дневни финансиски извештаи треба да го евидентираат дневниот промет секој ден навремено и најдоцна следниот ден да го уплатат дневниот промет на трансакциона сметка кај носителот на платен промет. Исто така да напоменам и за физичките лица кои што вршат дејност од времен карактер, независно дали тоа се на базари на предновогодишни и новогодишни настани за предстојните празници, а се уште се немаат усогласено со данокот на личен доход, треба да поднесат барање за паушално плаќање на данок на личен доход за вршење на дејност од времен карактер во подрачните единици на управата за јавни приходи. Ние од тука ќе издадеме решение со утврдени аконтации и налози за плаќање на данокот на остварениот промет за периодот додека тие ја извршувале таа дејност. Би сакала накратко да напоменам и за оние физички лица кои што ќе издаваат недвижнини, како например станови, вили, викендици, соби, за краток временски период, односно не подолг од 31 ден во месецот. Исто така треба да го пријават доходот од издавање на имотот. Тоа значи дека тие преку системот на е-даночни услуги треба да го пријават данокот од издавање на недвижен имот и тоа задолжително до 10 во месецот по месецот кој следи од кога е направено издавањето. Пријавата заедно со другите документи исто така се поднесуваат до е-даночни услуги на управата за јавни приходи. Основа за пресметување на данок представува бруто доходот што се остварува намален за износот на следниве нормирани трошоци. Тие трошоци се 10% од износот на доходот за неопремен простор и 15% од износот на доходот за опремен простор. Апелираме до сите даночни обврзници да бидат одговорни, навремено и точно да ги исполнуваат даночните обврски, а со тоа и да бидат даночно усогласени, бидејќи со плаќање на својот дел од данокот придонесуваат за поквалитетни услуги и услови за живот на сите. Се надевам овие новогодишни и предновогодишни празници ќе поминат во мирна атмосфера, нема да има толку многу контроли. За крај, и вам, и на вашите гледачи, би сакала да ви посакам добро здравје, среќни празници и успешна нова година.